низ прекрасниот сплет на мелодија и умилни гласови, ја слушнеме вековната поука што нашиот Господ, одејќи кон Ерусалим, и ми опатил на своите ученици апостолите, учејќи ги да не се грижат за земното, туку за небесното. Така и ние, собрани овде, во овој славјански Ерусалим, да се издигнеме над земните работи, упатувајќи го својот поглед кон духовните височини, каде што блеска славата на нашата света Охридска архиепископија. Со радосна надеж слушаме за славната победа над адот, што на сите нам Христос ни ја даде со своето воскресение. Така и Охридската архиепископија, која засветли со првиот архиепископ Јован Дебранин, изгасна неправедно со последниот Арсени, повторно воскресна со Бого просветлениот Доситеј, возобновена
во лицето на Македонската православна црква, упатувајќи ни ја повторно на разбирлив јазик живоносната порака за спасението во Христа. Еве како богопросветлениот химнограф на Светата Црква, Козма епископ Китиски, ја воспеал славната Охридска архиепископија. Радувај се, апостолско седиште, радувај се, престоле Охридски, радувај се, и пак ке речам, радувај се, далеку прочуена катедро, зашто стекна утврдување и основа богоположена. Седмочислениот хор од служители богомудри и Јована Владимира, маченикот божествен, заедно со 15-те од Тивериопол маченици и Никодим, кој во последно време се подвижуваше во Белоград. А имињата на непознатите нема да ги кажам, чии мошти за тебе се заштита и слава, да затоа праведно е, радувај се, сребрено искован престоле.
Завршуваме со истиот воскресен дух со кој што и започнавме, торжествено возгласувајќи го воскресението на нашиот Господ и на нашата света Охридска архиепископија, која денес слави 1000-летие од нејзиното основање. И пред самиот крај, достојно е да го чествуваме и споменот
на благодушниот и кроток наш архиепископ Јован Дебранин, првиот пастироначалник на славната Охридска столица. Почитувани присутни, почитувани гледачи пред малите екрани. Остануваме со надеж дека православниот народ и православната црква на овие простори, по милоста Божја, ќе се радуваат на уште многу јубилеи и годишнини на плоден духовен живот. Нека ова одбележување 1000 години Охридска архиепископија биде доволен наш показател пред светот за нашиот континуиран духовен живот и сведоштво дека на овие простори црковно организирано си живеело и действувало, кога на други простори се уште христијанството не било ни проповедано. Но најмногу од се посакуваме оваа наша црковна милениумска реалност, започната од светиот апостол Павле, продолжена од светите Климент и Наум, објавена и потврдена од Охрид до Москва и од Јадранското до Црното море од страна на Охридската архиепископија, а денес продолжена од Македонската православна црква, од сите православни народи да биде прифатена и рамо до рамо поставена во се православното семејство. Нека биде така на многоја лета.
Почитувани гледачи на Македонската телевизија, слушатели на Македонското радио, завршува директниот пренос од Свечената академија по повод 1000-летниот јубилеј на Охридската архиепископија. Македонската телевизија утре со почеток во 9 часот ќе врши директен пренос од Светата архиерејска литургија што ќе се одржи овде во катедралниот храм на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид. Пријатна вечер. Свечен коктел на западната страна од храмот.